Темата на денешната пресконференција е борбата што ја водиме како локална власт, како советници, како градоначалник со централната власт, бидејќи имаме сосема спротивни ставови, спротивно мислење за тоа како треба да изгледа и нашата општина и градот Скопје наспроти барокот кој што го протежира актуелната власт. На почеток едно подсетување до вас, односно до граѓаните, дека за време на изборната кампања имаше предлог да и покрај законската процедура има седница на Советот на Општина Центар, каде што требаше да се изгласат 3 детални урбанистички планови. Тогаш, благодарејќи на нашата реакција, вие се сеќавате дека се собравме, протестиравме пред општината, беше одлучено да се повлечат тие детални урбанистички планови. Токму три детални урбанистички планови советниците ги поставија на предпоследната седница на Советот на општината на Општинен Центар и сакам да соопштам дека и покрај сите притисоци со нашите гласови, со гласовите на опозиционерите, тие детални урбанистички планови не беа усвоени. Се работеше за деталниот урбанистички план Капиштец со делови од Старо Долно Водно, потоа деталниот урбанистички план за Тасино Чесмиче и се разбира деталниот урбанистички план за Малринг. Она што е најбитно е да ја соопштам радосната вест за најголемиот број на граѓани на центар на Скопје и на Република Македонија, дека со неизгласувањето на тие 3 детални урбанистички планови го спречивме баракното обезличување на репрезентативните примероци на современата македонска архитектура. Тоа е ГТЦ и тоа е зградата на Евана, и токму затоа денес овде ја држиме оваа пресконференција. Со еден збор успеавме да го спасиме и ГТЦ и да спасиме Евана. За подсетување, бидејќи секогаш мора да знаеме некои податоци од нашето минато, кога носиме одлука за или против, без разлика дали одлуки се носат на централно ниво или на локално ниво, дека објектот ГТЦ е изграден врз основа на конкурс кој што е објавен на тогашно југословенско ниво, како прва награда, дека ГТЦ има добиено национална награда 11 октомври, дека на тогашното сојузно југословенско ниво овој објект го доби највисокото признание во областа на архитектурата, тоа е борбината плакета. Од друга страна, исто така, објектот на Евана е исклучително битен затоа што е представник на така наречената зид завес, еден правец во архитектурата. Сакам на крај заедничко име, од име на советниците и од моје име да им се заблагодарам на сите оние кои што се собиравме заедно да го одбраниме идентитетот, спомените на ГТЦ, да кажам дека заеднички да го посветам овој прес, дека заеднички го гуштавме и ГТЦ и Евана, и се разбира ова пресконференција на крај да ја посветам на председавачот на општината Мирослав Шиповиќ, со чиј што глас, бидејќи знаете дека секој глас е одлучувачки, бидејќи имаме глас од мнозинство само еден глас, со неговиот глас успеавме да ги спречиме овие детални урбанистички планови. Сакам да порачам од заедничко име дека го чекаме да се врати како председавач на општината, односно да продолжиме потоа во борба да ги спречиме, да ги паднеме оние 4 детални урбанистички планови и да го спречиме се тоа што понатаму се прави на овој дел од Скопје и на Република Македонија. Благодарам, дали има некој прашање? Има еден закон, измена на закон, кој што Тивко и се има намера да се протне во Собранието на Република Македонија, тоа е законот за измени на законот за просторно и урбанистичко планирање, каде што на општините ќе им биде наложено да мора да донесат детални урбанистички планови доколку тие не сакаат тоа да го сторат. Нормално, кога ќе читате таа измена, веднаш ќе ви стане јасно дека најмногу се однесува за Општинен Центар. Меѓутоа, со тоа што го направивме, оваа процедура повеќе не може да се повтори. Не може да добиат дозвола затоа што веќе таа постапка, како што објаснив денеска, е завршена за општинска, категорично. Не може да продолжи процедурата. Ние напротив ќе носиме нови детални урбанистички планови каде што ова нема да биде опфатено. Токму затоа се брзаше, со тоа почнав пресконференцијата, се брзаше со тие 3 детални урбанистички планови. Исто е и со објектот на Евана. Извинете, повторно е технички повеќе.
Во претходните детални планови беше предвидена фасадна обнова, особено заевана, дури и помине еден документ на Советот во претходниот мандат, Добре. односно се вметна во соодветна програма. Само технички ве молам ако можете да објасните на кој начин со тоа што не помина новите предлози се спречува претходно. Тоа го обяснив сега. Пропустите кои што биле околу нумеричките податоци за фасадата на Евана и за да може да се даде зелено светло за, пак ќе кажем јас, според нас обезличување на фасадата на ГТЦ, со тоа што не ги изгласавме е спречено. И затоа се брзало со тие три детални урбанистички планови, тоа било намерата на некој каже на локалната власт, јасно дека тоа било нарачено на централната власт.